Господин Каланов, все повече се налага мнението, че скоро времето ще бъде решен при една среща между премиерите на двете страни, господин Ваев и господин Ципрас. Следващата седмица на 17 май ще се проведе срещата Западни Балкани, където ще имаме такава среща. Какво очаквате от нея? Пред непълн месец премиерот на Македонија Заев имаше едно интервју и тогаш рече дека кога ќе разберете од медиумите дека е закажана средба со мојот грчки колега Ципрас, да знаете дека сме многу близу до решението. Сега таа средба е закажана за овде, за во Софија на 17 мај. Нормално дека во македонската јавност се, барем во оние делови од македонската јавност кои посакуваат да се реши овој долгогодишен спор, се јавува еден оптимизам дека прашањето за името ќе биде наскоро затворено. Преоптимистички е да се верува дека на оваа средба, која ќе биде сепак на маргините од самитот за Западен Балкан, дека двајцата премиери ќе стават параф со кој што ќе се затвори сосема прашањето, но оние кои добро ги познаваат и Заев и Ципрас, веруваат дека тие имаат таа дрскост и храброст да го направат завршниот чекор. Бидејќи информациите што се уште неофицијални, бидејќи нема ни едната ни другата страна официјална информација до каде се стасани преговорите, меѓутоа горе-долу медиумите успеа да дознаат колкав дел, да речеме, од спорот е решен, а кои се прашањата што се останати да се решат. Така што името, она што меѓународната заедница мисли дека единственото прашање за кое што се разговара, тоа можеби прво беше затворено. Така што е повеќе од јасно дека новото меѓународно име на Македонија нема да биде веќе поранешна Југословенска република Македонија, туку ќе биде име со некаква географска одредница. Во оптек се 4 имења: Северна Македонија, Горна Македонија, Вардарска Македонија и Република Македонија во заграда Скопје. Значи, тоа дури веќе ни едниот преговарачки тим, ни другиот не го спомнуваат како прашање за кое што се разговара, и тоа ни дава некаква информација дека прашањето во врска со конкретното, со името, е веќе затворено. Тоа што е во моментов на маса и за кое што се разговара е опсегот на употреба. Зошто е тоа комплицирано? Прво, затоа што од старт македонската позиција беше дека за се може да се постигне договор, но никој не може да ни каже внатре во Република Македонија како ние самите ќе се нарекуваме. Македонската формула на маса е така наречената двојна формула, односно едно име што ќе го одбере Грција, со кое што ќе ни се обраќа, а ние ќе го прифатиме дека тоа е името со кое што комуницираме со Грција, а као за се друго ќе се користи Република Македонија. За жал, таа позиција е одамна напуштена од македонските власти, иако не официјално, сосема е јасно дека меѓународното име комплетно ќе се промени. Тоа значи дека и Република Бугарија, која што прва ја призна Македонија под тоа уставно име, и сите други, па не знам веќе колку се 120, 30, не знам колку земји кои што ја признале Македонија под уставното име, сепак ќе мора, вклучително и највлијателните, Соединетите Американски држави, Руската Федерација, Кина, кои донеле одлука да ни се обраќаат како Република Македонија, по постигнувањето на договорот ќе мора да го користат новото заеднички договорено име. Така што сосема е јасно дека во целата меѓународна комуникација ќе биде на оптек тоа име. Проблемот е што во моментот што Грција инсистира на ерга омнес,
односно тоа име комплетно да се применува и внатре и надвор, во целата, да не постои Република Македонија во ниедна форма, туку само новото име. Мислам дека дури за таков чекор има политичка волја во Скопје, но има технички проблем тоа да се реализира. А на Македонија и се брза, затоа што поканата за НАТО уште од саметот за Букурешт чека да се реши овој спор и исто чека датумот за преговори за членство во Европската унија.